Ова мерка предлагам и ќе иницирам во парламентот да се утврде и како законско право во Законот за работни односи. Ослободувањето од придонеси за социјално осигурување за вработување на лица до 50 години со обврска на работодавачите за вработување уште да ги остават една година, над 50 години без обврска за работодавачите ослободување од придонеси и од 58 години до пензионирањето ослободување од придонеси за социјално осигурување. Втората форма се однесува на така нареченото самовработување и предвидува грант од 4000 евра за мал бизнис, грант од 4500 евра за мал бизнис во село и грант од 5000 евра за занаечии. Самовработување со кредитирање на мал бизнис за носителите на кредитот, 5000 евра за секое ново вработување до 5 лица, уште по 3000 евра или вкупно 17000 евра, за земјоделците, за носителот на кредитот 7000 евра, за секое ново вработување уште 4000 евра до 30 лица или 6000 евра и за правните лица за секое ново вработување по 3000 евра до 3 лица или вкупно 9000 евра. Ова е така наречениот проект за мали бизниси кој во Кавадарци јас го реализирав 2005-2006 година и беше награден од Европска Унија со 250.000 евра. Третата форма се однесува на субвенционирањето на вработувањето и тоа за невработени лица со примања од 15.500 за невработеното лице и 5.000 за работодавачите со вклучена обука платена од 3 месеци од 6.200 денара. Ова пред се однесува за високообразовните кадри и дефицитарни кадри, како така наречен проект кој исто така го реализиравме во мојот период на градоначалништво, а тоа беше така наречениот проект Прва шанса, прва надеж. Во оваа форма се предвидуваат и исто за инвалидните лица со истите услови, за лицата од социјални случаи со зголемени примања од 20 до 22.000 денара, како и предност при вработување на млади лица од 18 до 22 години во армијата и во полицијата, како и воведување на платена пракса за средношколците и за студентите од 3 месеца и можност за скратено работно време на студентите од 6 месеци со бенефиции. Бидејќи овие мерки на субвенционирање на вработување се со ограничен број на корисници, ќе се залагам со придонеси на општинските буџети, па по принципот на враќање на општинските пари за граѓаните за решавање на вработувањето, да овој фонд за овие мерки за се користат се зголеме, а со тоа и зголеме и вработеноста во Кавадарци и во Тиквишијата. Будно ќе го следам, во зависност од порастот во 2017 година на минималната плата до 12.000 денари, како ќе се реализира и ќе се настојавам да се реализира зголемувањето на платите за вработените во Дрестермајер и вработените во текстилните фирми во Кавадарци и во Тиквишијата. За тоа имам и една идеја и општините од Тиквишијата да дадат придонес, например со соодветно ослободување од данокот на имот кој не е мал за Дрестермајер или намалување на тарифата за така наречената индустријска вода од комуналец наместо во општинската администрација овие изворни приходи и во комуналец да одат на контото на вработените во овие нископрофитни фирми како што е Дрестермајер и текстилните фабрики од Тиквишијата за зголемување на нивните плати. Исто така ќе се залагам како пратеник да најмалку 30% од сите овие мерки се реализираат за млади до 29 години, што значи една превентива и спречување на неиселувањето од Кавадарци и Тиквишијата. Заложба моја ќе биде и една редефинирана улога на Агенцијата за вработување, таа да има активен однос и улога во вработувањето на невработените лица во сооднос со општината и со Советот на млади.